Нема шанси, бе, великденско јајце не праве тровање. Кој лаже тоа? Нема шанси. Клума. Кој е муќок веќе? Дали великденските јајца вапсени на Велики четврток на вистина не се расипуваат или станува збор за мит што со години обстојува меѓу народот? Иако многумина веруваат дека овие јајца имаат посебна сила, сепак лекарите предупредуваат дека реалноста е поинаква. Според нив, јајцата може да се расипат и да предизвикаат труење, ако не се чуваат соодветно или стојат предолго. Затоа апелираат да не се ризикува здравието поради традицијата и да се внимава на рокот и условите на чување. Дали граѓаните повеќе веруваат во старите обичаи или во советите на стручните лица? Што знам колку, пешезена. Не знам, не сум стручњак. Па што, за што да се плаче? Ако е расипано јајце, расипано. Како е мирише? Скрши го, одма мирис има, опасен. Мирис го. Нема шанси да се смрде. Може да се консумира колку сакаш, најмалку месец време. Само да е у одржавач, толку. Може да се јаде. И 4 недели после, ако е на одржување у мал фрижидер. Нема бојазност. Тоа може 2 недели, 3 највише да стоат у фрижидера. После старо јајце не е убаво. А века свежи убави. Лекарите од Штип кои со години имаат искуство, велат ризик е да се јадат јајцата од Велики четврток. Многу често во пракса имаат труење кое предизвикува сериозни компликации. И постои едно народно верување дека јајцата кои што се фарбани, односно обоени на Велики четврток, не се расипуваат. Не би рекла дека е така. Јајцата кои што ќе се сварат би требало да се изедат во најкраток можен рок и да се чуваат секако на соодветна температура за да не дојде до несакани последици по здравјето, како што сме се среќавале сме имале во пракса труење и потреба од здравствена положено здравствено како негативно дејство од ова. Умерената доза, значи да не се повторувам, 1 до 2 јајца, значи еве тоа е значи така, ако немаат некој друг здравствен проблем, затоа што од секој до секој индивидуа зависи во фрижидер на ниски температури. Значи, јајцата имаат специфичен мирис, кога ја менат својата консистенција, значи имаат мирис кој што веднаш ќе се почувствува густативно. Значи, меѓутоа најбрзо се чувствува преку мирис. Иако традицијата налага јајцата од Велики четврток да се чуваат со денови, сепак лекарите и понатаму предупредуваат дека тоа може да биде ризично. Неправилното складирање и подолго стоење ја зголемуваат можноста од расипување и труење. Затоа апелот е јасен, здравието да биде пред традицијата.